За мене искрено е и помалку чудно, но секако е голема радост и чест да ви посакам добри дојде во последната наша емисија од оваа пета сезона на Fairplay со Јана, која што вие ја следите на телевизија Телма. Имаме посебно убаво расположение, затоа што ова е екипата која што со задоволство се надевам ви приредува убави интересни теми веќе неколку месеци наназад и време е за така наречено големо финале. Така што одбравме тема која што ќе се однесува на младите, за оние кои што треба да бидат убава иднина и светла иднина во нашиот спорт, конкретно фудбалот. Мојот денешен гостин е млад фудбалски тренер кој што со посебен ентузијазам си ја работи својата работа. Тоа секако е видливо со резултатите кои што успева да ги постигне со оние што се негови деца или ученици. Меѓутоа секако дека ние деталите ќе ги слушнеме во продолжение на Fairplay. Затоа се надевам дека и во овие следни минути ќе го задржиме вашето внимание и дека ќе бидете заедно со нашата последна епизода во оваа сезона. Ние стартуваме сега. Fairplay последно наше дружење за оваа пета сезона на кое што ќе кажам нескромно дека оваа екипа е горда, но и секако дека сме благодарни што вие сте со нас и не следите на телевизија Телма. Ова лето во секој случај дека на спортски план го одбележува светското фудбалско првенство, ова е период на завршница, така што тоа најчесто се коментира и во слободно време, верувам и тие што сакаат спорт и фудбал и оние кои можеби помалку сакаат, сепак ги слушаат тие разговори муабети на тема фудбал и навивање, а ние одлучивме исто така фудбал да е наша последна тема сезонова, меѓутоа со фокус на она што го работат нашите млади сили. Мојот гостин секако дека е млад, но и веќе доволно успешен во она што определил дека сака да го работи, а тој е фудбалски тренер и негов ангажман се оние млади категории и дечињата кои што допрва имаат фудбалски соништа. Ангажиран е како дел од тренерскиот тим на фудбалскиот клуб Парк, но работи и во нашите репрезентативни редови и организација кога се во прашање тие млади категории. Така што како изгледаат тие детски соништа, меѓутоа и работата за правилно да се развива талентот на децата и како е да се биде млад тренер во Македонија, тоа ние ќе слушнеме во продолжение. Чест ми е да му посакам добри дојде во Fairplay на Марко Михајловски. Здраво, здраво. Здраво Јана, ти благодарам за убавата најава и благодарам за поканата за учество во вашата емисија. Благодарам што си со нас. Важно ни е искрено како ќе завршиме, велат дека крајот делото го краси, но одбрав да зборуваме на тема спорт посветен на младите, затоа што тие се нашата иднина. Па ќе стартувам вака, како ти е тебе секојдневието со оглед на тоа што работиш со деца? Па, секојдневието ми е прилично како една рутина и работата со деца мене ме исполнува, така што јас уживам во секојдневната работа со нив и предизвиците кои ги носи таа работа и како успеваме секојдневно да ги победуваме и да ги надградуваме тие деца. Дали често во текот на деновите правиш споредби и се присеќаш на деновите кога ти беше дете фудбалер, беше голман и сега кога си од другата страна, односно нели веројатно често треба да се ставиш на нивно место затоа што сега тие си имаат свој замисли каде сакаат да видат кога ќе пораснат. Па добро, да, мислам нормално е да правам споредба и да си го навраќам времето. И играчкиот дел, да речем, бил убав дел од мојот живот и тоа ме насочило да станам тоа што сум денеска, така што е секако едно пријатно искуство. Во македонскиот фудбал па и спорт, ќе бидеме искрени,
низ годините и долго време тоа мислам дека и уште трае, постојано слушаме за едни исти имиња кои што некако го движат тој конкретно фудбалски свет. Кога се во прашање тренерски фудбалски тренери, тогаш имаме асоциација за неколку имиња што можеби секој дете поминало низ нивните тренинзи и процес, меѓутоа доаѓаат и нови сили. Прашањето ми е дали чувствуваш дека тие повозрасните, кои што велам сите ги знаеме, ве поддржуваат или почесто ве критикуваат какви сте сега вие, модерни тренери? Па, добро прашање, навистина интересно прашање. Затоа што фудбалот се менува секако, меѓутоа нели онаа стара школа што на сите ни е позната, сега некако веќе, да речеме, оди во пензија, некако е друга категорија, доаѓате вие на сцена. И тоа е природно, таа стара школа да оди во пензија и да остане редот на нас помладите, кои се едуцираме, напорно работиме, кои сакаме да оставиме некој белег во овој наш младински фудбал, македонски, така што природно е поредот на настаните да дојде и нашето време. Дозволуваат? Тоа беше она што прво сакам да знам. Се надевам дека дозволуваат. Да. Ако под дозволување, јас подразбирам нели малку поддршка, да не биде секогаш само критика. Да, има и од двете страни, има и поддршка, има и критика. Некој прифаќа, некој не прифаќа нови модерни начини на работа, некој мисли дека знае све, некој сака да се надоградува, така што тоа е една специфична тема, али генерално има и поддршка. Добро. Кога беше ти малечок, колку години имаше всушност кога прв пат отиде на тренинг за фудбал? Некога играше фудбал пред зграда? На 9. 9 години? 9 години, да. Имав 9 години и се запишав во Вардар, во фудбалскиот клуб Вардар. Тренирав таму некои 10 години, ги поминав сите младенски категории и потоа престанав со играње. Памтиш зошто тоа го направи? Во смисла, имаше некако фудбалски идол, самиот сакаше да бидеш како некој, или пак имаше во твоето блиско опкружување такви кои што се инволвирани во фудбал, па ја потурна работата да го одбереш тој спорт? Па фудбалот сум го одбрал поради влијание на татко ми и брат ми, бидејќи они уште од мала возраст ме заразиле, да речем, со фудбал, ме носеле понад превари, сме гледале дома, така што поради нив сигурно сум го одбрал фудбалот, али потоа стана дел од мене. Значи секој дневие ми било со фудбалот. И тоа баш беше дел од мене и затоа и одлучив да продолжам, да останам и да работам фудбал, така што ќе дојдеме до таа тема, затоа што не секој тоа одлучува, немаме перфектни услови, но пред тоа уште малку околу твојата играчка, да ја наречеме кариера, беше на позиција голман, меѓутоа дали беше таква идејата уште кога отиде на тренинг или потоа беше, да речам, одлучено или проценето дека е најдобро да бидеш во улога на гол? Не, таква беше одлуката уште кога отидов на тренинг, поради тоа што во моето мало, во аеродром, каде што сум израснат и до ден денес каде што живеам, се дружев претежно со све постари деца и нормално беше тогаш редот на настаните најмалиот да е голман. Да, оди да браниш и нема бегање од тоа и така ми стана интересно. Но тебе ти се допадна? Ми се допадна, апсолутно. И реков, ајде сега јас ќе тренирам и ќе бидам голман. Има ли некои тренери на кои што си им посебно благодарен, што имаат посебно место нели во таа твоја етапа од животот и кои што ти биле можеби и повеќе од само тренер? Луѓе од кои што учиш многу? Па сум научил искрено од многу тренери, доста позитивни работи и однос на теренот и надвор во секојдневието, така што не би издвоил некој посебно, али од сите сум земал некои примери. Си имал повеќе добри искуства или си имал повеќе трауми од тренери? Па каков е тој сооднос? Повеќе добри искуства, значи сега трауми некогаш некои непријатни ситуации мора да има. Тоа е природен дел како и од животот, така и од спортот, ама генерално се повеќе добрите искуства. Повеќе добри искуства? Да. Добро, тоа е добра вест. Кој беше моментот кога веќе престана активно да бидеш на теренот? Ти самиот ја донесе таа одлука или имало некоја друга причина, повреда, околности некакви? Самиот ја донесов таа одлука поради тоа што сватив дека тешко ќе влезам во професионалниот фудбал, бев
реален и искрен со самиот себе и решив да се насочам према нешто друго, а сепак пак да останам во фудбалот. Одлуката да бидеш тренер, да многу значаен момент. Сега да подсетиме и за оние кои што не следат, дека на нашите фудбалски тренери честопати не е лесно. Зошто? Не може да ги избегнеме финансиите. Ако човек не е доволно платен, а треба да живее, да функционира, тогаш мора да има некаква примарна работа и честопати тренерлукот е хоби или дополнителна работа. Не и во твојот случај, така? Не и во мојот. Но кога размислуваше дали воопшто да се нафатиш на оваа работа, постоја ли тие дилеми? Како јас ќе функционирам? Ќе можам ли само со ова да живеам? Види, значи тотално си во право и кај нас ретки се тренерите во младински фудбал кои што се само тренери. Тоа би можел да кажам дека е пример во нашиот клуб, во Парк Сити, каде што работиме, значи ние сме професионални тренери. Нас не е само тоа професија и тоа ни е работа. Не работиме нешто друго од Савајле, па после додиме вечер на терен и сега да изиграваме дека сме тренери, а многу важно. не сме посветени на самата работа. А кога сум почнувал со оваа работа, нормално дека имало дилеми, ама желбата за да се покажеш, за да се докажеш, за да наметнеш некој свој стил било поголемо од сите предизвици. Така што сум бил истраен, сум трпел, сум сакал и еве сега фала му на Бога сум каде што на сакаш. добар пат, да, работиш тоа што сакаш. Не смееме и не сакаме да прескокнеме едукацијата. Нели не би било ниту ред да човек се бави со оваа работа, да нема соодветна едукација како тоа треба да го прави, иако секогаш може нели плюс. Така. Плюс да се едуцираш. Во моментов каков тип на лиценца имаш? Јас имам УЕФА лиценца. УЕФА лиценца, што значи дека про лиценца веројатно можеби? Па е следен чекор. Да, следен чекор. Мислам, да, сигурно сум размислувал за тоа, само што чекам малку фудбалските патишта да ме однесат према тој степен, па сигурно подам и према таа лиценца. Дали беа тешки, да речеме, сите тие нешто што човек треба да ги направи за да ја земе лиценцата? Ти значи ли на вистина? Јас искрено секогаш тоа прашање си го поставувам, особено да речеме кога ќе погледнам фотографија со група на луѓе кои веќе се стекнале со лиценца и во мојата глава секогаш оди прашањето дали овие луѓе на вистина напорно работеле, дали имал некој таков што им дал искрено и вистинско знаење за да не биде тоа само лист хартија или некакво признание, туку да биде багаж фудбалски знаење фудбалско, значи, апсолутно мојот случај има багаж и фудбалско знаење, бидејќи на тие семинари стварно се оди за да научиш нешто. И сега до самиот тренер е колку тој ќе прифати тоа што му се предава. Исто е тоа како ние на децата на терен кои им кажуваме. Ние им кажуваме за нивно добро дека треба тој потек пример да го направи. Така и професорите во тие едукативни центри ни го зборат на нас тренерите. Така што тоа е до нас колку ќе сакаш да прифатиш, како треба да се работи, по кој систем, по кои методи, така што на тие лиценци и семинари има апсолутно многу што да се научи и дури би препорачал што почесто да имаме такви семинари каде што би можеле све повеќе и повеќе да се надградуваме. Толку многу брзо се менува и спортот и фудбалот и неговата филозофија што човек мора да биде во текстот нештата ако сака да е успешен. Искрено, дали многу чини и дали човек мора сам да се заангажира ако сака да ги надградува своите знаења? Например, можеби ти би сакал да одлучиш, додеш во некој светски познат фудбалски клуб, да дојдеш во контакт со стратези кои сериозно се успешни во оваа работа, но на крајот од денот некој тоа мора да го плати. Мораш да одвоиш време и енергија за тоа да го направиш. Дали ни се достапни овие работи или за македонските тренери е тешко да бидат дел од светов? Па за македонските тренери е релативно тешко, да, како и од финансиски аспект, како и со контакти према тоа е клучно. Дали ти пример е доволно само да сакаш, пример сакам да одам во одредена школа кај одреден тренер или не е само да сакаш? Па не, треба некој да те прими во... Да, треба некој да те прими, треба некој да те препорача, значи не е само буквално да сакаш, јас ќе одам таму и дека сите врати ќе ти се отворени за да научиш да украдеш, да речеме, нешто од нив. Не е толку лесно и едноставно, али дека има начини, има секако. За тоа секако. Секогаш може. Секогаш може, да.
Сега да дојдеме полека до делот со децата. Многу се интересни сите коментари, особено од страна, а веруваме потешко кога си вклучен, инволвиран во приказната. Но прво ми е ова прашање. Постојат често споредби како некогаш изгледале и функционирале дечињата, како се хранеле, како се играле, како течел нивниот образовен процес и едноставно во какво издание доаѓаат прв пат на тренинг. Во споредба со тоа како денешните дечиња изгледаат, тука често, да бидеме сега искрени, се споменуваат моторички способности, па дури за жал и гојазност. Значи, имаш ли, чувствуваш ли дека, иако ти си сега со некоја малку повозрасна категорија, 10 години, над 10 години, Да, над. така, меѓутоа еве и помалечките кога ќе дојдат, тие што доаѓаат, јас сакам да спортувам. Дали е навистина толку многу потешко сега, отколку што било некогаш, да едно дете просто го воведеш во светот на спортот, да може прво правилно да трча, да се движи, да биде ориентирано каде се наоѓа? Јас мислам дека е многу потешко сега, поради проста причина што еве има примери каде што деца од 7, 8, 9 години не знаат да трчаат. Значи тоа јас не сум многу стар да речеме, ама во мое време тоа не било случај. Ние сите сме растеле на улица, значи тие некои основни моторички работи природно сме ги совладувале. Веќе ги имаш. Доаѓаш и ги имаш. Да скокнеш ограда, да се качиш на дрво, да трчаш, да сопнеш, да знаеш како да паднеш, да веќе си ги имал, значи генерално сега е сменето времето, сменети се начинот на кој што децата растат и е прилично потешко да ги воведеш во светот на спортот. Дали си строг тренер? Затоа што и за тоа слушам вака коментари. Во парк на Марче генерациите се многу успешни, ама строги. Да, прилично Точно? да, точно, вистина. Тоа е Прилично твоја лична одлука и сметаш дека е, како да речам, функционира со децата и дека е Да. голем дел од Да. фактот дека сте успешни? Не може Па, поинаку? мислам дека да. Мислам дека да и мислам дека премногу слобода на деца да им се даде, мислам дека они тогаш нема да бидат сериозни и да ја сватат работата како што треба да се свати. Мора да има некој ред и некоја хиерархија. Друго е работа со возрастни, со изградени личности, кај нив мора да има слобода на мислење, на размислување, ама кај децата мора да има ред за да се научат на тоа што е правилно, на тоа што не е правилно и како треба и да се понашат и понатака во животот. Значи фудбалот не треба да ги научи само на терен, туку и надвор од терен. Значи тоа се некои принципи што мора да останат запазени. Тебе те прашав лично зошто почна со фудбал, затоа што и тука има малку разлики во денешно време зошто некој дете почнува со фудбал. Често родителите се мешаат. Ќе бидам вака малку брутална, често тука игра Дигитрон, дека нели фудбалерите заработуваат, па тоа е една супер професија и ќе одиш таму за да си заработиш пари. И така што малку и тука се покомплицирани работите, а секако и на децата им се многу информации достапни поради социјални мрежи и се останато. Има ли во тој поглед тука проблеми, особено ако на некое дете треба искрено понекогаш да му се каже дека не е за оваа работа, дека можеби ќе биде подобро во уметност, во друга област? Така е. Првиот дел од моето беше апсолутно точен, значи мотивите на денешните родители, не на сите, значи да не бидам погрешно сватен, ама генерално се во Дигитрон, значи ставени дека фудбалерите заработуваат премногу, дека тоа што го гледаат они на телевизија, мислат дека и нивното дете ќе стигне до таму. Мислам, дај Боже, сите деца да стигнат до врвниот фудбал, ама едноставно тоа не е реално. А точно и дека некои родители не сака да прифатат дека едноставно нивното дете не е за фудбал или општо за спорт, туку баш така, дека можеби би бил добар пејач, глумец, Да, сликар, било која друга професија. Боже ми бил добар за компјутери, што е еве денеска популарно, така што родителите некогаш не ги прифаќаат мислењата од тренерите. Знаело ли некогаш да ти биде навистина тешко, ако сега не знам како оди тој процес и верувам дека не е така брутален да ти одиш на некој и само му речеш не си ти за ова. Меѓутоа тогаш кога треба, вака велат некои возрастни луѓе, многу сум благодарен на некој мој професор или тренер
кој што бил со мене поискрен од моите родители, дошол и ми кажал дека не сум за ова. Ми објаснил за да не си ги губам годините, за да не си го губам животот. Ти било ли некогаш, си имал ли такви тешки ситуации или не е ова возраст кога се прави можеби таков пресек? Не, оваа возраст генерално не е за таков пресек. Значи има уште време за развој, проценка, за проценка на самите деца, али мене ако ме прашуваш, секогаш е подобро вистината да ја чујат и децата и родителите, него некоја лага што утре ќе ги повреди уште повеќе. Како се решаваат ситуациите кога, и тука ќе бидам искрени, има плачки, има навреда? Знаеме дека со дечињата е потешко и ти самиот рече да разберат зошто некогаш ти нема да играш, ќе игра другарчето, друг пат ќе играш можеби ти, меѓутоа нели кога е дете во прашање сето тоа се зима при срце и пак ќе речам знае да има плачки, па зошто, па тренерот мене не ме сака, нив поинаку треба да им се објасни сето тоа. Точно како така. со тој дел се снаоѓаш? Тоа е добар менаџмент. Значи менаџмент со луѓе, со деца, па да. Значи еве кај мене бројот на деца во моите генерации не е воопшто намален, туку напротив само се зголемува. Тоа значи дека добро ги менаџирам работите и дека децата сакаат да продолжат да работат кај мене, така што мислам дека самиот добар менаџмент на личноста на тренерот се должи на тоа да бидат генерално сите задоволни. Значи во ниеден случај не може да се сите скроз задоволни, ама генерално гледаме да групата да е секогаш задоволна. Да, ова ме потсети на мој гостин беше господинот Ѓоко Хаџиевски и ја кажа таа реченица: не сум имал проблем во соблекувалната, но никогаш не може сите фудбалери да бидат среќни. Некој ќе биде малку понезадоволен затоа што е на клупата, едноставно. Апсолутно. Искрено, кој дел ти е потежок и кој дел ти одзема повеќе од твојата лична енергија? Да им објасниш на децата технички и фудбалски нешто, значи да научат нели што прават на теренот, или овој другиот дел да се изменаџира со емоциите и со карактерот? Во мојот случај веќе сум долго време со овие групи на деца и оваа генерација моја. Значи односот со родителите ми е веќе апсолутно среден и не навлагам едноставно во дискусии, во некакви објаснувања, зашто мојот став сум го кажал и тоа е тоа. А дефинитивно работата на терен повеќе ме истрпува, каде што даваш 200% за да им се објасни на тие деца зашто тој потек, пример, е подобар него тој што они претходно го направиле. За оние кои што имаат можеби погрешен, во некои ситуации можеби е коректен впечаток, меѓутоа знаеш како некогаш и возрастните замислуваат дека фудбалскиот тренинг е еве вие топката играјте. Ќе повторам, некогаш за жал и некаде тоа веројатно и се случува. Па затоа е таков впечатокот. Меѓутоа еве малку сега со твои зборови, може ли накратко кои све концепти ги подразбира еден тренинг со деца и како тоа се одвива, затоа што не е баш така еве вие топката па играјте фудбал. Не, далеку од тоа дека еве ја топката и играјте фудбал. Зависи од денот и од типот на работната недела што ја имаме, значи секој тренинг генерално е различен, може ние да имаме иста тема за тренинг, ама вежбите се различни кај мене секогаш, зашто гледам да име интересно на децата и да прифаќаат нови работи и да учат и да имаат све подобар развој. Добро. Да, убаво рече тоа да биде интересно е многу важна тема за деца. Апсолутно, да. Затоа што ако малку помине време да е неинтересно, тешко, тогаш ако е монотоно се исклучува. Се исклучува, значи нема да бидат они влезени во тренингот и нема да прифаќаат да учат и да напредуваат. Се случило искрено некогаш некое дете до толку многу да те изненади на тренинг со неговата реакција, можеби понекогаш невоспитаност, а можеби некогаш само храброст, нели, пошто тоа е сепак дете, да ти каже нешто што е сосема несоодветно и не смее да го каже или да го направи. Знаеш, она дури да се зачудиш, тоа и на родителите им се случува, нели, дома, детето да каже нешто и ти да се запрепастиш од каде храброста и нели шансата ова да го речеш и да го направиш. Да, вака во мојот случај сум немал такво искуство или таков пример. Не? Да, сум немал.
Сега за сега. Да, добро, сега за сега, затоа велам, се случува, но за сега е окей. Раскажи ми сега малку како видат надпреварувањата. Нели супер е, за децата е главно како поминува нивниот раст и развој, но супер е надпреварувачкиот дел, затоа што мора да научиме дека во животот некогаш победуваш, а некогаш губиш и да видиш каде да се подобриш. Се надпреварувате и на македонско ниво, меѓутоа понекогаш се надпреварувате и надвор од Македонија, имаше сега убави успеси. Раскажи ми како оди тоа. Прво во Македонија. Во Македонија играме во детската лига, организирана од Фудбалската федерација на Македонија. Таму настапуваме секој викенд од септември до крајот на мај, каде што има завршен турнир и се одредува победник за таа сезона во таа возрастна група. Од детската лига имаме само убави спомени, мислам без разлика на тоа што сме шампиони 2 години за ред. Начинот на кој што играат моите деца, да речем условно, и мојата екипа е добар и е перспективен за нив. Без разлика на тоа ние дали сме биле победници или сме го изгубиле надпреварот, туку начинот на самата игра е добар и е корисен за нивниот развој. Да. Така што мислам дека истото го покажуваме и надвор од рамките на државата. Бевте сега скоро во Бугарија, каде што имаше убав успех. Турнир во Несебар популарен е можеби меѓу родителите и децата затоа што се одржува редовно. Има ли таму прво убава конкуренција? Апсолутно. Таму се екипи од 10 држави, значи навистина силна конкуренција, каде што е одлична прилика за раст и развој, баш тоа што го потенцирам цело време за овие деца. Да, малку да почувствуваат и притисок, така, нели? Притисок, па трема, противник, друг јазик, друг менталитет. Значи друг стил на игра можеби, али тоа за децата помага во нивниот фудбалски, па и животен раст. Да се излезе од комфорт зона малку, да се излезе од комфорт зона. Инаку, јас искрено си помислив, децата се на распуст, одмараат и од спорт? Не. Марко уште држи тренинзи. Како оди тоа во текот на летото? Тоа интензивно оди тоа? Неколку пати неделно? Па интензивно оди. Колку време им даваш пауза на децата? Околу 15 на дена, значи 2 недели имаат скроз пауза. Значи они се тренираат како Мбапе, како Роналдо, како они сериозна е работата. Да, они треба да сакаат да ги стигнат нив. Така да не може 3 месеци да лежат летово на лежалка на плажа, па да дојде у септември да рече тренерот ја сакам да играм фудбал. Едно со друго не оди така. Ако гледаме професионално, мора да се работи константно. Има ли некои работи кои што тренерите во минатото можеби ги правеле кон тебе, или им било едноставно стил на работа, не само кон тебе, можеби и кон другите деца, и ти што тогаш си запомнил дека ако еден ден јас бидам тренер, ова никогаш нема да го направам на некое дете или општо на децата. Има такви нешта или нема такви нешта? Па има, да. Има? Да, генерално има. Да. Повеќе са во поглед на комуникацијата или во поглед на фудбалскиот дел? Па и од двете страни, и во поглед на комуникација и на самиот терен. Да. Добро, успеваш? Па... Зашто знаеш како велат родителите, немој ти да се лутиш како јас те воспитувам, утре ти ќе бидеш родител и исто ова ќе го примениш, знаеш. Така е. Поинаку е кога си од едната и другата страна. Така е, апсолутно така, али успевам да се изборам со тоа, да не бидам онаков каков што не сум сакал, да биде некој со мене. Така што се трудам најдобро што можам. Верувам и уште еднаш ќе честитам на сите успеси што досега си ги постигнал. Се надевам во иднина ќе те гледаме и во посериозни конкуренции, нели сениорски. Спомена во најавата светско првенство во ЕК. Успеваш ли да следиш кога не си на тренинг? Понекогаш си на тренинг за време на надпревари, но интересно ти е да гледаш. Да, апсолутно, мислам, еве генерално сега надпреварите на ова светско првенство се навечер после тренинзите. Така што добар дел од нив успевам да ги иследам и прогнози некакви имаш за тоа кој би бил најдобар или имаше фаворит? Уште е во игра или не е во игра твојот фаворит? Мојот фаворит е во игра, се уште Аргентина, сега со Египет успеа да ја врати скроз. Многу полемики се развија околу надпреварот, но добро, секогаш е така со фудбалот. Така е.
Така Да, значи за Аргентина си она најмногу... Аргентина, еве да дадам една прогноза, мислам дека истото финале како од минатото првенство, Франција против Аргентина. Добро, станува да видиме како ќе биде, но Така. сега е нели најинтересно, реков сите тоа коментираат, затоа имав желба да те прашам. И уште едно, не е уште едно. Видов фотографија една убава на твоите профили, мислам дека си фотографиран со Дел Боске. Да. Да, од каде е таа фотографија, кажи ми, ќе ја видат и гледачите. Таа фотографија е на Универзитетот Фон, каде што Дел Боске имаше предавање и семинар. И отидов. Тоа е на самиот почеток, мислам, на... Да, помладци таму и се забележува на фотографијата, дете си. Да, дете сум. Баш дете и како една величина тренерска ми беше многу мерак што присуствував на едно предавање од таков тип на човек и тренер. Финалното прашање е кој ти е број 1 спортист, не знам, можеби е фудбалер, можеби не, без разлика, но се однесува прашањето не само на спортскиот дел, туку генерално, затоа што тоа се нели комплетни личности и нивниот имидж зависи од се. Како се однесуваат, како изгледаат, какви пораки испраќаат во јавноста, така што имаш ли број 1 во сето? Ајде, број 1, уште од дете, па и еве денеска Џан Луиджи Буфон. Да? Да. И мислам дека и тој доаѓаше во Скопје на некој од последните. Да, со репрезентацијата на Италија беше, мислам, во улога на директор после кариерата и он доаѓаше во Скопје и би го рекол него како број 1 спортист. Сигурно може да признаеме сите дека е вистински џентълмен, така што апсолутно, добар избор. И надвор од теренот мора да си џентълмен секогаш и во секоја прилика. Многу ти благодарам. Јас сум среќна што, пак ќе кажам, младинскиот спорт беше наша финална тема во оваа сезона, зашто сакам да биде инспирација за оние кои што не гледаат и возрастни и деца, да си целат кон своите соништа, но да не заборават на дисциплината. И тебе уште еднаш ти посакувам да најдеш време да се одмориш, а секако со нови сили да си ги постигнеш сите оние нешта што си ги замислил во кариерата. И благодарам многу на поканата за учеството во оваа емисија, на убавите желби и честитки, се надеваме на уште поголеми успеси и достигнувања, како и јас, така и овие деца што се со мене. Најважно. Ти благодарам уште еднаш многу, ќе ги поздравам сите дечиња, сите оние што му се на некој начин ученици на Марко и можеби ќе гледаат оваа емисија. А сега и оној дел кој што вие ќе го слушнете, но сакам да ви кажам дека најискрено го мислам и затоа ми е важно и да го кажам на крајот од ова наше дружење. Голема благодарност до сите мои колеги и сите луѓе кои што се дел од реализацијата на Fair Play, веќе 5-та сезона поред. Благодарам на моите колеги во спортската редакција, тоа се Наташа Станчич и Бранко Казаковски. Благодарам на целиот тим на телевизија Телма, веќе верувам добро знаете дека спортот е важен дел од нашата програма и тоа многу ни значи, особено нам кои ова го работиме. Благодарам на сите луѓе, на сите гости кои што одвоија време и енергија да седнат овде и да бидат дел од нашата 5-та сезона и сите други сезони. И секако, веројатно, за крај останува на најважно благодарам, а тоа е благодарам за вас, што сакате спорт, што следите спорт и што редовно гледате Fair Play. За крај ќе потсетам, и во спортот, и во животот, никогаш не заборавајте. Само и единствено Fair Play. Се гледаме во следната сезона.